Инвертер климата може би не звучи така, меѓутоа по нивните перформанси се, да речем, имаат еден сличен концепт на работа како топлинските пумпи и тие не се конвенционален начин на еве како сите што сме навикнати на оние греалки, бидејќи греалките, да речеме, со конвенционален начин на работа трошат 1 киловат, произведуваат 1 киловат. Инвертерите трошат 1 киловат, произведуваат 3-4, додека топлинските пумпи произведуваат и 6, значи имаат повисок коефициент на ефикасност и веќе во Европската унија клучната политика на енергетската транзиција или нула емисии е фокусирана на топлинските пумпи. Една од мерките за намалување на зависноста на газ од Русија во Европската унија е преку напуштање на бойлерите што во домаќинствата користат природен газ, да се заменат со топлински пумпи. И да речеме со таа мерка Европа пресметала дека ќе се намали зависноста на 7-8% или околу 20 милиарди нормални метри кубни на газ. И контекстот во насока на инвертерите им беше дека и тие работат на истиот принцип и се далеку поефикасен уред за загревање и ладење на домаќинствата, а посебно во претходно зборевме, има некои места кај што не можете да изградите централен систем за грејање и најдобра мерка за загревање и за ладење, и тоа ефикасна е топлинска пумпа или инвертер. Така да и тоа не е штетно, да. И така да тоа е добра мерка и мислам дека треба веќе долги години се користи таа мерка и мислам добро и добро прифатено од населението и мислам дека треба и да продолжи со тоа што да се оди уште понатаму во уште поефикасни уреди како што се топлинските пумпи, бидејќи тие штом во Европската унија ги констатирале дека се клучен елемент за енергетската транзиција и тие веќе има донесено регулативи, насоки, правила дека ќе бидат и задолжителни и за комерцијални објекти и за резиденцијални, така да мислам дека треба полека да одиме во таа насока, посебно пошто имаме на располагање европски фондови, грантови преку меѓународните финансиски институции, толку гасификацијата оди генерално во насока на индустрија, комерцијален и услужен сектор, мислам дека ќе биде добро, бидејќи и користењето, следното користење на енергија оди кон водородот. Водородот може да се произведе од газ и од обновливи извори на енергија, генерално може да се користи низ веќе постоечките системи кај што поминува газот, така да тука нема многу да сгрешиме. Дополнително што на нас секако ни требаат објекти за производство на електрична енергија. Ние можеме да одиме во тој можеби поефикасен начин со изградба на когенеративни постројки за кои ќе произведат и електрична енергија и топлина и со развој на топлификациони системи. На некој начин да го искористиме гасот, да ја намалиме загадувањето. За когенеративната што ја се спомина? Па тие брзо се градат, 2 до 3 години може и побрзо се градат, таму треба да нарачат опрема, па треба да стигне. Генералните проблеми се повеќе со проектирање, урбанизација и такви. Прв град јас што мислам дека ќе има топлификационен систем е Битола, бидејќи во Битола веќе е изграден топловодот од рек Битола до градот. Таму треба од блоковите во рек Битола да се пренесува топлина до градот и во моментот се приклучуваат 35 објекти од јавен интерес на топлина. И втората фаза ќе биде таму каде што е можно, мислам дека во централното градско подрачје, каде што имате згради, колективен или тип на домување, да се приклучат прво тие и така да како град е тоа добро. И сега во Европа имате и системи на соларно грејење, ги користат истите системи, меѓутоа изворот е друг наместо газ, така да системите за топлификација секако се позитивен аспект и треба да се градат таму каде што може.